Почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин и се надевам дека и денес ќе дознаете што повеќе корисни информации кога станува збор за проблемите со вашето здравје. Денеска е 29 октомври, кога се одбележува Светскиот ден на мозочните удари. За жал, се почесто имаме случаи на мозочни удари со летален исход и за таа цел еве денеска малку да поразговараме на оваа тема, да објасниме што представуваат мозочните удари, кои се симптомите, навреме да ги препознаете, навреме да реагирате, како оди третманот, диагнозата и се она што треба да го дознаете како информација. А одговор на моја денешна гостинка и докторка е професор доктор Драгана Петровска, која што е специјалист невролог и ни доаѓа од Државната клиника за неврологија. Доктор Драгана, некако секоја година ова време се среќаваме за да ги појасниме сите овие работи за мозочните удари, меѓутоа нели се за доброто на здравјето на нашите граѓани. Добре дојде. Добре ве најдов. Секогаш ми е задоволство да сум дел од вашата емисија. Поготово што не гледаат не само жителите на нашата држава, туку не гледаат и пошироко. И убаво е нели да споделиме некои информации кои што конкретно ги споделуваме денеска на 29 октомври. Така се погоди токму на денот, да. Денеска е Светски ден за мозочен удар, ден кога треба широко да се подигне гласот и да се принесе пораката дека мозочните удари се многу сериозна болест. Мозочните удари може да се случат секому и тоа го говори статистиката, бидејќи 1 од 4 возрастни лица имаат можност да доживеат мозочен удар. Е светски проблем, меѓутоа е многу поголем проблем во нашата држава и тоа ни го покажува самата статистика. Глобалната статистика ни укажува на тоа дека тука некаде во светот имаме вкупно 15 милиони лица кои што имаат мозочен удар, од кои што 5 имаат добра, да кажеме, стапка на преживување, 5 милиони од нив остануваат трајни инвалиди и мозочниот удар е водечка причина за инвалидност во светот, а 5 милиони завршуваат летално. Во однос на, пак ќе кажам, поновата статистика, поновата статистика е многу загрижувачка кога станува збор за нашата држава, бидејќи на онаа глобална карта, каде што се представени земјите во однос на инциденцата и преваленцата, односно инциденца и преваленца, да објасниме на населението, значи ново диагностицирани случаи со мозочен удар или вкупен број на пациенти со мозочен удар во одреден период, се многу загрижувачки. Ние сме со една длабоко црвена боја представени, што укажува дека имаме над 200 лица на 100.000 жители кои што имаат мозочен удар, односно конкретно за исхемичните, бидејќи тие се многу по-доминантно представени, имаме 150 лица со исхемичен мозочен удар на 100.000 жители. Значи негде грешиме. Да, негде грешиме. Негде грешиме и негде потврламе како во однос на како нација, меѓутоа и како организиран здравствен систем. Сакав да напоменам и друга загрижувачка состојба, а тоа е ратата на смртност. На глобално ниво имаме една убава статистика која што е издадена од Американското здружение за срце, каде што припаѓа и Американското здружение за мозочни удари. Добра анализа е, нели, анализа која што е многу годишна, а оваа анализа е од 1990 година до 2021, значи еден долг временски период е анализиран, кој што укажува дека имаме двојно зголемување на ратата на смртност од мозочни удари. Ако биле 12 милиони 1990 година, сега се 20 милиони лица со мозочен удар, што укажува дека имаме скоро двојна и повеќе од двојно зголемување на ратата на смртност, а нели живееме во ера на современа медицина. Токму во оваа анализа нашата држава е водечка
Значи, за жал, од анализите во Европа и југоисточниот дел од Азија, ние сме водечка држава во однос Токму нашата земја. Да, Северна Македонија е представена како водечка држава во однос на смртноста од мозочните удари, а во однос на смртноста од кардиоваскуларните заболувања сме на 5-то место. Во однос на смртноста од инфарктите имаме огромно напредување, не нема во топ 10, во нели првите 10, што укажува дека раната интервенција во однос на исхемичната болест на срцето имаме многу добри резултати, добар третман, но не и во однос на третманот на мозочните удари. Смртноста е зголемена за 50% на ниво на нашата држава. Последниве оваа статистика од 90-тите години па навака. Секако имаме и поголем број. Последниве неколку години тоа можеме да го забележиме дека навистина е се почесто. Дури и кај помлади. И кај помлади, така. Со различни ризик фактори. Секако младите си имаат друг ризик фактор, повозрасната популација има друг ризик фактор. Посекако е болесна возрастната популација, меѓутоа границата е прилично поместена. Како и за се некако се поместува границата. Кажавте дека различни се ризик факторите за помладите и за повозрастната популација. Ајде вака да ги на почеток да ги напоменеме, бидејќи така некако ни почнува разговорот, па ќе ги кажеме симптомите. Добро, денешниот ден е интересен ден, бидејќи така е да кажеме паролата да се подигне свесноста за тоа што е мозочен удар и како може да го спречиме. Секогаш говорам јас дека навиките со промена на одредени навики може барем да го пролонгираме времето на појава на нова заболување, но и нели да се заштитиме и да не го добиеме. И да кажам, годинава кампањата е во правец дека треба да спортуваме, односно да се движиме, бидејќи на тој начин ја подобруваме целокупната циркулација во нашето тело, вклучително срцето, вклучително мозокот. На мозокот му треба добра циркулација. Зошто? Заради тоа што главната храна му е кислородот и глукозата. Ако имаме нарушена циркулација, имаме недостаток на кислород, недостаток на глукоза, а мозокот е таков тип на ткиво кој што веднаш изумира. Значи, спориме за секунди, за минути, воколку имаме комплетен прекин да немаме циркулација, како што е во случај со мозочните удари. Кога сме кај ризик факторите, да се вратам на прашањето, посекако има голема разлика во однос на дали тоа станува збор за возрасно лице или станува збор за младо лице. Водечка причина е нерегулираниот крвен притисок. И во светот, и во Македонија, и насекаде тоа е главната причина и затоа секогаш апелираме дека крвниот притисок треба многу строго да се контролира, да се контролира и од доктор, меѓутоа и самиот пациент треба да има високо ниво на самосвест и да прави контроли на крвниот притисок. Денеска е тоа многу едноставно. Имаме електрични апарати кои што самите мерат, не треба живин манометар, не треба слушалки, значи тоа може многу лесно да се контролира во домашни услови, да се алармира кај матичниот доктор, нешто ми се случува, се со цел да се навремено реагира и промени терапијата. Над 120 со 80 веќе, да кажеме, велиме дека е покачен крвен притисок. Некако, извинете што ќе ве прекинам, во поново време некако како да го толерираат до 140, меѓутоа дали вие мислите дека е тоа толеранција? Или? Јас доаѓам од универзитетска клиника, значи работам строго по правила и по препораки. Е тој што е нормален. Така, препораки издадени од светски асоциации, тие велат не треба да толерираме. Посекако имаме таков, како да кажем, култура, стил на живење, знаеме да толерираме и да не реагираме, меѓутоа тоа се препораките дека треба да се одржува 120 со 80. Така, како што си не е добро ни низок крвен притисок. За мозокот и тоа не е добро. Значи тука никаде, па секако ќе толерираме до 130 со 90, да кажеме, меѓутоа да се потрудиме, да биде во граници на нормално. Втората причина
Втората причина е хиперлипидемијата, односно покачените масти во крвта, особено оној лошиот холестерол или LDL фракцијата, и тука има можни ригорозни препораки во однос на толерирање на покачените вредности на LDL. Имаме посекако мокни терапии, имаме и комбинирани и нови лекови кои што можат да ни помогнат овој тип на лош холестерол да го држиме под контрола. И третата причина, покачената топ 3, еве ќе одиме, да, пошто имаме многу фактори. Многу, да. Во однос на болестите збориме сега, нели? И покачениот шекер во крвта. И тука имаме, како да кажем, борба во однос на подигнување на свесноста. Затоа што ги оштетува крвните садови. Значи многу ги оштетува крвните садови, ги оштетува и малите крвни садови. И тука ни се уват па други проблеми, значи проблеми во смисла на болести на малите крвни садови, кај кои што пак немаме голема мокност во однос на лекувањето. Нам, како доктори, ни се врзани рацете. Нема некој мокен лек кој што ќе ни ја подобри циркулацијата кога ќе ни настрадаат малите крвни садови. Не збориме за 1-2, збориме за малите крвни садови кои што го исхрануваат глобално мозокот. Во однос на навиките, посекако и обезноста, сакав да ја споменам, значи дебелината е болест, треба да се работи на тоа да се одржува телесната тежина во некои граници, каде што во некои граници, односно да не се дозволиме преголема обезност или гојазност, бидејќи таа е исто ризик фактор за добивање на мозочен удар. Во однос на навиките, посекако на прво место е физичката неактивност. Збориме за возрастна популација, меѓутоа не велиме дека треба да се прават не знам какви вежби во смисла на трчање, траки и така натаму, меѓутоа пешачење. Имаме смарт телефони, нека ни изборат барем 10.000 чекорчиња во текот на денот. Не мора да е во континуитет, нели? Ке седнеме во парк, ке поседиме, ке продолжиме да движиме, пак и ни треба пак време да се вратиме до дома. На тој начин ја подобруваме глобално циркулацијата на нашето тело и го штитиме мозокот. Пушењето не е исто, да кажеме, еден ризик фактор кој што доведува до појава на мозочен удар и консумацијата на алкохол. Многу фактори. Да. Многу фактори на кои што навистина треба да се обрне внимание. Младите посебно, бидејќи навистина некако живеат брз живот, со нокните излегувања, па пиење прекумерно алкохол во задимени простории, тие што не пушат го консумираат чадот пасивно. Младите треба да инвестираат можеби заради тоа од млади години, почесто и се случуваат мозочните удари во поново време. Кај младите имаме малку поинакви ризик фактори. Не велам дека не е присутна хипертензијата, присутна е. Не велам дека не е присутна и лошиве навики, гојазност, консумирање на алкохол, консумирање на други, не смееме да го забравиме. Тој момент консумирање. И тоа мислам дека во ова поново време и како е доста присутно и навистина треба и родителите многу да се грижат за своите. И повеќе присутно од пушењето. Да. Веројатно и повеќе присутно во однос на конзумација на алкохол и пушење. И да, е алармантен податок. Диабет, ран диабет кај младите и она што многу често го гледаме е недиагностицирана аритмија, односно атријална фибрилација на срцето и присуство на отвор кој што постои помеѓу десното и левото срце, кој што доведува до мешање на чистата и нечистата крв и како резултат на тоа имаме појава на формирање на згрушоци, односно на крвни коагулуми кои што посекако ќе се покренат во циркулацијата и ќе завршат најчесто во мозокот или во белите дробови. Ајде тука ќе се обратам и до нашите гледачи. Можат од режија да ги испишат телефоните на нашиот екран, па доколку некој сака да се вклучи во нашиот разговор, да постави некој прашање во однос на денешната тема, слободно може да не се придружи. Ајде да ги појасниме сега оние симптоми кои што секогаш ги потенцираме и дека се важни тие, дека е важен тој првиот час, нели, од почеток на симптомите, за да не се случат компликациите. Во началото напоменав дека очигледно потврлуваме и како население и како организиран здравствен систем
и секако има цели каде што треба да се делува. Прво ќе споменам дека во однос на третманот на мозочните удари битни ни се две времења. Првото време е времето до пристигнување во единица каде што се лекува мозочен удар, а единица за третман на мозочен удар е секоја единица каде што има компјутеризирана томографија на мозокот, бидејќи тоа ни е и лабораторија, бидејќи тоа ни се, да кажеме, основните алатки за да можеме да дадеме адекватен третман. Прво треба, нели, тоа време, тоа треба по препораките да е 60 минути, што мислам дека е тотално проблематично. Не само од недоволен број на екипи, од брза помош, од оддалеченост, од метежот во градот, значи обично тешко се стигнува. Ако сте малку подалеку од местото каде што треба да стигнете. Да не збориме другите градови. Да не збориме за другите градови во Македонија, иако можам да кажам дека имаме скоро територијално добра покриеност во однос на присуство на компјутеризирана томографија на мозокот. Прво ќе почнеме од населението. Значи населението треба да луѓето, сите ние треба да може да го препознаеме мозочниот удар. За таа цел постои една, како да кажам, еден алгоритам, една скала, една препознатлива скала која што се вика FAST или во превод брзо. Што значи тоа? Доаѓа кованица од зборови. F доаѓа од face или лице. Ако приметиме дека на некој минувач до нас или некој член од семејството нагло му се спушти устниот агол, односно назолабијалната бразда стане поплитка, е еден знак дека може да има мозочен удар. Второто е A или arm, што значи дека имаме некој проблем со раката. Најчесто од истата страна, нели во колку се работи за големата циркулација, ќе имаме проблем во однос на паѓање на раката. Или пак раката ќе стане неспретна, или пак ќе стане, како да кажам, потешко подвижна. Ќе дадеме проста команда, подигни ги рацете, ако видиме дека не може да ја подигне раката, или пак ќе ја подигне веднаш или бавно паѓа, и еден втор алармантен знак дека се работи за мозочен удар. Speech, S, говор. Значи, во колку приметиме дека има спуштен усен агол, пречки со раката и потешко зборува, воопшто не зборува или неразбирливо зборува, е третиот алармантен знак дека станува збор за мозочен удар. И последната буква од кованицата од FAST е time. Значи, времето е мозок и треба итно да се повика итна медицинска помош со цел пациентот што е можно побрзо да стигне до единица каде што се третира мозочниот удар. Значи, најбитно е да биде препознаено од страна на минувач, член од семејството, старател, неговател, небитно. Нам навистина не е многу битно времето. Пациентот во колку дојде на време, имаме можност да дадеме терапија. И нам не треба време пред да ја дадеме терапијата. Кое е тоа време? Се извинувам. Тоа е првата карика, значи да биде препознаено, да биде брзо донесен пациентот со итна медицинска помош, да биде донесен до институција каде што имаме компјутеризирана томографија на мозокот, зборам за другите градови, а скринингот на терен ни покажува дека се случува да нема терапија. Значи, во секој центар е достапна тромболитичната терапија, што е проблем, нели? Проблем е во смисла неадекватно лекуваме, некоректно лекуваме, а сите ние партиципираме во здравствениот буџет. Како е можно да нема терапија? Можно е. Тоа е организацијски проблеми. Да, организацијски проблеми, но ние секогаш сме пак тука. Ние секогаш имаме терапија, 8 септември има терапија, имаат и други градови. Ова не е можно е кај што ќе стигнат и да немаат терапија да аплицираат за да се случува и тоа. Обично не се најавуваат, немаме терапија, кандидате за тромболитична терапија, секоја често од страна на колегите за брзата реакција и за брзата комуникација. Пациентите доаѓаат кај нас, потоа ние даваме таа тромболитична терапија, пошто имаме време, не е до толку, нели 4,5 часа е сепак време и можеме да интервенираме.
ние правиме нормално детален невролошки преглед, правиме компјутеризирана томографија на мозокот, секако треба да имаме уреден наод, правиме лабораториски инвестигации, веќе возраста не е ограничување. Ограничувања ни се некои состојби пропратни, одредени лекови во колку ги земале пациентите, интервенција кои имале во скоро време, заради можноста од ризик, а тоа е најчесто крварење. И потоа ја даваме терапијата. Просто едноставно, интравенски се дава, првиот час, еден дел од дозата, 10% од дозата даваме во болус, потоа тече инфузија во тек од 1 час, будно го пратиме пациентот, го мониторираме, случајно да не појави алергиска реакција или пак некои знаци за компликации од третманот и чекаме дали ќе има подобрување. Се случува да имаме во првиот сат подобрување, се случува да немаме подобрување, не сме направиле успешна реканализација, но тука не е завршена приказката. Значи имаме можност за втор тип на третман, тоа е механичка тромбектомија, тука да кажам водечки ни се неврорадиолозите, ние комуницираме со нив, имаме одлична соработка, инвазивна метода е, затоа ја прават. Што се отстранува тој грушок? Да, овдека ако сме правеле со медикамент, овдека е механички, значи овдека е инвазивно, се влегува, да кажам, со катетри, со сајлички, така со арматура, да. Се фаќа таму со жичка с грушокот и се вади буквално од циркулација да имате моментална реканализација, значи тој дел од мозокот ќе повторно ќе добие нормален проток и тука временскиот прозорец не е подолг до 6 часа. Така. Ова е за предна циркулација, за задна циркулација времењата не се и малку проширени заради тежината на последиците кои што доаѓаат од задната циркулација. Така. Ова се што го говориме се однесува на исхемичниот мозочен удар. Така е, Ајде да ги кажеме и другите. Бидејќи се 80% исхемичните, да, секогаш говориме за исхемичните. Знаците се исти, да кажеме за мозочен удар, дали е крварење или е исхемија, ќе одредиме со компјутеризирана томографија на мозокот во однос на мозочните крварења. Кај помлада популација обично се јавуваат крварења од аневризмални проширувања или од артериовенски малформации и тие се, да кажем, состојби кои што се третираат интервентно, значи од страна на неврохирурзите во соработка со неврорадиолозите. Кај постарата популација обично се хипертензивните. Затоа велиме крвниот притисок мора да се контролира, мора да се контролира, мора да се регулира. Се јавуваат обично во подлабоките мозочни структури и се дел од конзервативниот третман. Значи ние како невролози ги третираме, нема специјална терапија. Специјална терапија не постои, воглавном е борбата околу мозочниот оток, бидејќи кога ќе се излее крв во мозокот се однесува како страно тело, како просто кажано туморозна формација, која што притиска на околното ткиво и создава двојно поголем венец на оток, кој што е во суштина нешто слично како исхемија. И тука ни е генерално борбата. Борбата е секако во стабилизирање на виталните параметри, значи треба добро да ја контролираме притисокот, добро да контролираме работата на срцето, дишењето, метаболни дисбаланси кои што се јавуваат во тие услови, со цел да помине, да кажам, некој период од некаде 10 дена, 2 недели, кога пациентот ќе го извлечеме од таа критична состојба и потоа ќе се бориме посекако со инвалидноста. Има дел што може да се третираат и оперативно. Тие што се, да кажам, површно на кај черепот се и кои што се лобарни, големи, се третираат од страна на неврохирурзите или пак во колку е крварењето големо во малиот мозок. Кога збориме за потешкотиите со движењето, дали процесот на рехабилитација и третман почнува уште во додека се кај вас, нели поставено третман, и потоа продолжува со физиотерапевтите, така? Да, физиотерапевтите настапуваат кај нас од првите денови на настанување. Така, кај вас болнички, а потоа и кога ќе излезат од болница продолжуваат со тие третмани за да нели сето тоа зависно нели
колкава е инвалидноста и подвижноста, толку време и ќе биде потребно да се... Посекако, ако има инвалидност, ни треба физијатар и да е најмала, ни треба физијатар да го вратиме... Точно, да, затоа велам, во зависност колкава инвалидноста, така толку време ќе треба да се опорави. Да се опорави. Брзо доаѓа, бавно заминува. Така, да. Многу е битна соработката доктор-пациент и навистина првата година многу често се гледаме. Се со цел, нели, меѓусебно да се ние повеќе да ги охрабруваме дека треба да се упорни и обично упорноста вложува со добри резултати. Да. А резултатите се да е степенот на инвалидноста што помал. Почнува кај нас, реков, генерално заради превенција од длабока венска тромбоза, значи нашите физијатри на самиот почеток, физиотерапевти, на почетокот ги прават пасивни движења во екстремитетите, потоа нели почнуваме да ги подседнуваме, па да ни кажем ги обучуваат и пациентите во текот на денот и сами да прават одредени движења, па потоа ги правиме и првите чекорчења и нели понатака си ги превземат. Имаме одлична соработка со Универзитетска клиника за физикална терапија и рехабилитација, дури доаѓаат кај нас на визита, на конзилијарни прегледи и проценуваат кај кој пациент што треба понатака и понатака ги превзимаат во однос на третманот. Доктор Драгана, вака додека говориме, ми текна нешто така да ве прашам. Обично велат после одредена возраст, нели, како што кажувате, бидејќи нели многумина од нас можеби не сме воделе некој, ајде да кажам, уреден живот, можеби некој пиел повеќе алкохол, некој повеќе консумирал храна, пушењето и така натаму. Кога е најдобро, бидејќи знам дека проверката на каротидните вени е таа која што можеби ќе не наведе дека може да се случи во иднина некој мозочен удар. Колку е тоа вистина? Кога би требало да си направиме една контрола на каротидите, да знаеме во каква состојба ни се, за да не ни се случи мозочен удар? Па обично тоа го правиме кога ни се појават првите болести. Така. Првите болести во смисла на покачен крвен притисок, во смисла на дијабет, кога ќе ни детектираат дека имаме покачени масти. Посекако каротидите се главните крвни садови кои што го хранат мозокот и воколку имаме покачено ниво на ЛДЛ фракција, сме веќе во ризик да имаме замастување на овие крвни садови, формирање на плаки, формирање на стенози, и ако има почетни, тие се следат, се менуваат одредени навики, се додаваат медикаменти. Секако над 40-та година треба да се прават повремени проверки. Ако некој направи преглед над 40-та година, ако му кажат дека има чисти каротиди, дали може да биде да не чека до 50-та. Да не чека повторно да поиде да се провери. Видете, сите болести се јавуваат некако помеѓу 40-та и 50-та година. Значи тогаш тие се средни години, доста критични, нема правила, да. Се критични години, обично, нели, поттикнување за такви испитувања даваат кардиолозите. Тие се првата карика за примарна превенција. Примарна превенција пред да дојде до некоја последица. А ако дојде до последица, е мозочниот удар е последична болест. Така. Ако дојде веќе до последицата, тогаш ние превземаме секундарна превенција. Нели, ако не правил до тогаш испитувања, ние ги почнуваме, бараме да видиме каква е состојбата на каротидните артерии, воколку е делумна стеноза, може да интервенираме, може да го решиме проблемот. Во зависност од степенот на стенозата, воколку е помала со стентирање се, како да кажам, се враќаме 10 години помлади, како што се прави кај срцето, да, точно, и тука ни се кардиолозите водечки, интервентните кардиолози ни се водечки во однос на решавање на овој проблем. Ако е поголема стенозата, тогаш ни се кардиохирурзите, односно васкуларните хирурзи, пардон, тие прават инвазивен значи третман, се отвара каротидната артерија, се комплетно чисти, да кажем, таа плака, и тоа се нарекува ендартеректомија, и воколку е оклузија немаме
специфични процедури кои што ќе ни помогнат, освен агресивен медикаментозен третман. Но за среќа, како стариеме и како се формираат тие оклузии и стенози, кај некој да, кај некој не. Другата каротидна артерија знае да отвори гранки, капиларчиња, ситни крвни садови, да почне да ја храни половинава на мозокот каде што имаме недостаток заради оклузија на каротидната артерија. Сега говоревме за високиот крвен притисок, немаме уште многу време, ама би сакала да напоменеме. Тоа значи дека ако е над 140, се случува да има некој притисок 190, 200, тогаш се случува мозочен удар или со самиот покачен притисок се прават некои оштетувања? Со самиот покачен крвен притисок се прават оштетувања, посекако крвните садови не можат бесконечно да се шират. Нели кога имаме покачен крвен притисок, тие ќе се расшират, па ќе се вратат, па ќе се расшират, па ќе се вратат. Самиот ѕид на крвниот стат почнува да се менува. Така. Ако имаме нагол скок 190, 200, што ќе се случи? Ќе настане руптура. Значи ќе прсне крвниот сад и ќе се излее крвта во мозокот. Најчестата причина се токму вакви скокови за хипертензивна. Многу е битно да се интрацеребрална хеморагија и притисокот во некоја нормала, особено оние кои што навистина имаат проблем со притисок, каде што навистина им се покачува драстично притисокот, еве како што напоменав 180, 190, тоа е навистина голем притисок што може да предизвика, како што кажавте, крварење. Значи, дали и тоа е високиот притисок, крварењето го предизвикува во мозокот? Значи, причина и за главно вакви нагли скокови, ако е баш нагол скок, доведува до руптура, а и хроничната хипертензија сама по себе ги оштетува крвните садови. Си прави проблем. Така, ако не е регулирано. Така е. Ако немаме време, не споминавме за транзиторна исхемична атака, бидејќи сепак исхемичните ни доминираат. Транзиторната исхемична атака е црвено знаменце. Значи, воколку нагло настане слабост, одземеност, нагло се изгуби говорот, или пак нагло се наруши балансот, и тоа трае неколку часа, е еден алармантен знак да се направи консултација со невролог. Зошто? Заради тоа што можно е да се работи за транзиторна исхемична атака и ние имаме многу кратко време да ја најдеме причината. За да спречиме, бидејќи повеќе од половина од овие пациенти наредната недела, наредниот месец ќе може да доживеат дефинитивен мозочен удар. Да ја најдеме причината. Како некој предвесник дека може да се случи во блиска иднина. Ние има кај сите пациенти, кај некој е без најава, но да делуваме превентивно кај пациенти кај кои што имаме најава, бидејќи можеме да го спречиме мозочниот удар. Уште еднаш да потенцираме, значи кога ќе се јават симптомите на мозочен удар кои што спонтано ќе се повлечат за неколку часа. Така, значи симптоми на мозочен удар па се повлекуваат, потоа е се нормално и потоа некое време поминато се случува дефинитивен мозочен удар. Добро, значи добро е ова да го слушнат гледачите, бидејќи можеби понекогаш тоа ќе го припишат на нешто друго, меѓутоа добро е ако ги почувствуваат овие симптоми па се повлечат, да појдат кај невролог и да се исконсултираат за да знаат како да постапат. Така е. Доктор Драгана, битни се многу овие работи што ги кажуваме, уште повеќе што еве токму на денешниот ден. Вака кои совети би ги дале до нашите гледачи? Зборевме за превенција, еве и ризик фактори, меѓутоа еве како за крај, како да превенираме мозочни удари? Да превенираме со тоа што ќе си го смениме менито. Значи ќе гледаме да ги испеглуваме мастите во нашата исхрана, па веќе и глутенот и шекерите, нели ќе превенираме пораст на лошиот холестерол, обезноста како заболување, дисрегулираната хипертензија, дијабетот. Кога ние ќе делуваме на овие ризик фактори, ќе превенираме појава на мозочен удар. Навиките, пушењето, конзумација на алкохол, дрогите, кај помладите, движење, го забораваме движењето, значи мора да движиме, мора да пешачиме, мора да трошиме тоа што сме го вниле во текот на денот.
Не го спомнавме аерозагадувањето, никако никој не го спомнува, толку на се влијае. А ние сме, да, и пак и тука сме во топ 10 во светот. Да. Ние сме во све први. Во све сме први, ама да сме во убаво, да не сме во неубаво. Све сме за лошо на number one. Аерополушен, односно загадувањето е исто битен ризик фактор за добивање на мозочен удар и на многу други заболувања. И за срцето, и за дишните патишта, и за многу работи. Ајде да се надеваме дека загадувањето некако ќе се среди, иако како да ја секоја власт само со некои ветувања, ама никако нешто да се стори конкретно. До нас е. Па нешто да се смени, можеби тие да наложат нешто ние да смениме. Многу автомобили, многу се пренасели пренаселено Скопје, секој ден во метажот не можеш да стигнеш до дома. Ама па и немаш начин. Скопје е премногу се изгради, циркулацијата на воздух е намалена, има многу работи што навистина уште повеќе допринесуваат да загаденоста биде и како на високо ниво. Да се силиме во село, како што е во западниот свет, така е. Најверојатно ќе биде така биднина. Доктор Драгана, само како за крај, изминатава година, секогаш прашувам, кој бил најмладиот пациент кој што би дошол со мозочен удар? Дали се сеќавате? Годинава? Да. Леле, не знам, не се подготвив да се вратам во статистиката. Ако ви падне на ум сега. Па имаме сега, баш се уште лежи една млада родилка, 22, мислам дека е, да не ме земете. Многу е млада. И па млада е, со ризик фактор неконтролирана бременост, добро, однос на дедимери, тие прават обично венски тромбози, да. Имавме повеќе пациенти на возраст помеѓу 20 и 30 години годинава, поприлично доста пациенти. Да. Што значи апел до младата популација, малку повеќе да се грижи за себе. Ние знам точно, бидејќи не сум ја извадила статистиката, помеѓу 10 и 20 пациенти имавме со млади пациенти со мозочен удар. Тоа не е мало. Не е воопшто за А годината уште не е завршена, Јас благодарам многу за денес што повторно ја испочитува емисијата Ваш термин, мене како новинар што си тука, што можеме да кажеме, односно што ги кажавме сите овие информации и што можеме да апелираме до нашите гледачи и до нашата популација повеќе да обрне внимание на ова што го говоревме околу мозочните удари, а како што каже доктор Драгана, нели сите оние ризик фактори и целиот наш начин на живот, колку можеме нели да го менуваме и да бидеме активни. Благодарам многу. Благодарам на поканата. Неврологијата е широка област каде што има многу навистина, многу проблеми и заболувања, па ајде се надевам дека во некоја следна емисија па ќе проговориме за некој друг проблем од оваа гранка. Може, секогаш сум тука за населението, за народот да колку можеме да помогнеме со совети како да ги препознаат одредени состојби, како ги лекуваме тие состојби. Нормално никој не ќе да чита за болести, меѓутоа вака со дискусија може ќе се пронајде некој во таа состојба. Уште повеќе што ова не го кажавме после ковид пандемијата, невролошките заболувања подем, да. Многу во како васкуларните, така и демиелинизаторните болести, па да ни кажем и когнитивните нарушувања. Ти благодарам многу. Ви беше задоволство. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам и јас за денес. Се надевам дека сето ова што го слушнавте ќе биде од ваша корист. Уште повеќе, како што кажавме, многу важно навреме да се реагира за да не се случат компликации од мозочните удари. Ве оставам во убаво расположение, грижете се за своето здравје, а ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време со нова тема и нов соговорник.